ми е смешна ситуација, кога прилично многу поактивно соработувавме со неговото списание, под кое тогаш работеше во свет. Соработувавме и одеднаш, например, знаете дека со некого работите константно и имате, да речеме, соработка, значи една заемна соработка, заемен интерес, заемно разговарање, договарање, дали се тоа интервјуа, дали се тоа насловно и така натаму. Имаше една ситуација во која јас одам во салонот на Суза, Афродита е веќе со години, доаѓам таму и Суза ми вика: па кај ти се? И јас викам: што? Значи јас бев во голем шок. И вика: па кај ти се усните? Пишува дека си ставила силикони на уста. А доаѓам скоро, да речам, секој втор ден таму. Ја викам: не знам зашто зборуваш, извини, навистина не знам. Но ете, имаше една интересна ситуација во која, например, господинот Алек Раков напиша дека имам силикони, па да. Не, а секогаш има објаснување. Беше интересна ситуација во која имаше споредба на две слики од два различни агли, нормално. Но пак ќе кажам, не му се налутив за таа ситуација и очигледно е дека немам силикони, инаку ќе беше многу видливо. Така што ќе ја завршам, да ќе го завршам, значи својот исказ со тоа што сметам дека има и доста негативни страни на тоа да бидете атрактивен. Пак ќе кажам, бидејќи релативна работа е убавина. Добро, но ете, во твој случај добро завршило, така што ќе ги паметиме само добрите, така? Повелете? Јас не сум имала некои негативни искуства во однос. Дотоа, вака кога ќе се присетам, може Ќе се најде некој, јас сигурно. Однос на перцепција, да сакам да кажам, во тоа нели како е различно секоја гледа убавината. Еден период бев така се помладите или години, да кажам, не знам како да кажам. Се уште исто изгледаш, извини што те прекинувам. Заоблена, да кажам, и тогаш на одреден нели нормално број на луѓе, веројатно и повеќе, секако им бев супер, а во однос на манекенството мора да симнеш, мора уште малку да ослабеш, мора ова или мора уште ова да се доработи, или но како секоја нели професија, дали е за било што, сега треба нешто да се доработи, нели за нешто. После во полицејските години кога пристана, леле колку си слаба, па зошто сега си толку слаба? Да, и така да, али така во некој со медиумите не сум имала некој така нешто пишано. Не сум имала негативно искуство со како соговорници, со случајни минувачи или со нови познанства, не сум имала негативно, освен на факултет, што сум имала така. И тоа за чудо од машки пол, не биле од женски пол. Да, од постари професори, не знам зошто. Како коментари, негативни коментари, ете, мислиш сега дека со изгледот можеш да победиш, тога не се, секако ја не сум дошла таму, нели, за да мислам дека со изгледот ќе го завршам факултетот. Меѓутоа, не знам зашто, да, не знам зашто такви коментари ми биле упатувани, не сум била никоја која што на таков начин се сакала да дојдеш до успех. Не сум дошла ни како мислица на таков начин. Не гледам зашто не се сметам толку неинтелигентна или неспособна за да не можам да остварам нешто што нели го има напишано, да го абсолвирам и да го презентирам. Јас сакам смеам само да се надоврзам за факултетот кога се спомна. Првата работа што сакам да кажам е доколку сметав дека само со успехот можев да успеам во својата професија, само со изгледот. Всушност ќе немаше да завршам два факултета паралелно во најголемата, да кажам, во најголемиот ек на кариерата, бидејќи сметав дека пред се надоградбата на личноста е нешто што ќе ми донесе утре и некои други врати, можеби утре нема да бидам вечно ова што сум денес. Јас музиката ќе живеам цел живот како автор, дали како автор или како изведувач, утре веројатно нели треба да се реализирам и како мајка. Така што некогаш ќе ја стишам, можеби, кариерата, но ќе ми треба другите квалитети, изгледот е релативна работа. Сега сте, можеби, атрактивен, убав, негуван, бидете и во постари години, но не значи дека ќе бидете еднакво убав кога ќе имате, да речеме, не знам, 60 на години или 50 и така натаму. И сакам само да кажам уште нешто друго, предрасудите на факултет ги имавме, сите ги имаме веројатно, бидејќи многу често се случуваше да се изненадат професори, професорки
кои беа македонки, но имаше и италијанки кои тргнаа со предрасуди кон тоа дека ако си јавна личност не значи дека ќе дојдеш спремен на испит. Многу често беа изненадени од тоа колку навистина спремно доаѓав на испит и може дури да ги побијам со сето она што како знаење секогаш ќе им го изнесев. Многу често и слушав такви озборувања, што е навистина нешто најголемо како сатисфакција. Не може поголема сатисфакција кога ќе ви го вреднуваат и она што го носите сепак внатре. Илија и Суза, повелете ви ако имате не знам да Суза, ако имате и вие нормално што да одговорите нормално, на да прашање. поред да одиме да не се пристапнуваме како што се одиме. Па јас немам баш негативно искуство баш со убавината, мада јас не се бавам со една јавна професија за разлика. Но те знаат сепак многу луѓе. Мене само може да ми помогне, значи убавината во она што го работам, затоа што јас креирам, продавам убавина и нормално е кога некој ќе дојде во салон. Ако ви види на среда, како да ви верува? Јас не би можела да убедам некој дека со користење на нашите косметички услуги ќе добијат поубаво лице, порегенерирана кожа, подобра коса, ногти, поубаво тело, доколку самото тоа не го правам и на себе. Значи, имам само бенефит од тоа. Сакам да се надобрзам на Јулија кога кажа дека се прифаќа со оглед на тоа што можда генерацијски да сме овде, дека убавината ја прифаќа као природна. Јас не се согласувам, значи ми ја треба, убавината носи чувство, нели, убавината како убавина е убава, ама чувството доаѓа од натре и ми е драго што сте на едно такво високо ниво каде што можете да комуницирате со космосот, каде што можете да примате енергија, простувате, се заблагодарувате и ја гледате и другата убавина, нели, на таа слика, но сепак не се согласувам дека ние се прифаќаме како што старееме. Кога денес фамата за убавина е еден модерен феномен, убавина се продава на секој чекор, гледаме убави лица на телевизија, на билборди, значи сето тоа буди кај нас чувство понекогаш на воздишка, па и на завис, па зашто ако има можност нешто јас да не направам со себе, не мора да бидат тоа инвазивни третмани, но можат третмани поприродни кои што ќе помогнат, значи оној процес на старење или биолошко старење или некој проблем со физичкиот изглед да се подобри. Затоа што гледам сите си ги, значи фарбаме косите со текот на годините, или косата менува. Ставаме мејкап, значи пак не излегуваме онака како што ќе станеме, онака како што природата мајка не да. Значи не се согласувам дека ја прифаќаме, барем јас. Така мислам дека кога има можност да се нешто успори, да се направи нешто повеќе за својата личност, да се чувствувате малку поубаво, порасположено, да си добиете на поголема самодоверба, самопочит кон себе, значи зашто да не си ја приуштиме. Тоа е мој став. Океј. Сузе, многу благодарам и баш многу се чувствувам пријатно што можам да ти одговорам, бидејќи зборуваме за два различни начини на прифаќање. Прифаќањето само по себе не е да се прифатиш ти дали имаш, колку години имаш, дали старееш или не старееш, или си млад, или си, не знам, значи, прифаќањето за кое што јас зборувам е нешто сосема друго. Еве ти самата рече, може би, ова е една специфична тема за која што навистина овдека не е местото. Но, да, значи, со сиот респект, знаеш, колку те респектирам, сум била јас во твојот салон, значи јас не велам дека жената не треба да се негува. Зарем јас ви изгледам ненегувано, нешто вака? Што се Дали ви изгледам ненегувано, не знам. Мислам, да, апсолутно. Толку сакам убави кремици, толку сакам убави купки, толку уживам во тоа да си се негувам. Затоа што си го сакам телото, затоа што си се сакам себе си и сакам да бидам негувана, сакам да бидам убава, како сите. Јас не зборував ништо друго различно од вас. Само сакав да кажам дека нашиот изглед ние ќе зрачиме со таква убавина на било кои години, годините не се важни луѓе. Верувајте, тоа е лично чувство колку се чувствува стар или млад.
внатрешното чувство, само задоволството, тоа е нешто што некому ќе му се случи, некому нема да му се случи, некој цел живот ќе хаска по надворешната убавина. Значи, јас не велам дека апсолутно, сакам да кажам, јас зборувам само од мојот личен аспект, јас зборувам само за мене и му посакувам на секој еден кога ќе го почувствува тоа и ќе почувствува нормално и кога ти внатре си задоволен и среќен и поготово ако си реализиран, затоа што секој ова убавина за која што зборуваме само физичка, само надворешна, нормално треба луѓето и да си приуштат, да си имат и полни джепчиња, за да може да дојдат суза кај тебе во салонот. Но исто така, секоја жена која што не може да си приушти, може да биде убава. Може да биде убава, апсолутно. Затоа што многу други работи се многу поважни и потоа секи ви дојде и тие салони и тоа све, тоа само ќе биде така нешто што ќе ви биде, како да кажам, нема да ви биде преокупација. Ќе го правите пак со лесно, зашто некои жени многу каскаат по тоа да направат од себе, да речеме, или да се униформираат, како што кажа Јеленче. Значи, некои едноставно со некои нешта го губат својот идентитет. Верувајте, јас познавам многу убави жени, успешни жени на естрадата. Но кога ќе ги видам сега, во мои години, значи, се чудам, не можам да ги препознам. Нивните лица се изотечени, па не може главата да ти биде толкава, а телото толкаво. Мислам, не е симетрично нешто. Затоа, тоа е значи лично незадоволство на жената. Да коригираш нешто, малку има смисла. Но ако вие се издеформирате, а мислите дека сте убави, значи нешто не е убаво длабоко во вас. Тоа сакам да кажам. Значи да бидеме убави од внатре, да си дозволиме да се негуваме, тоа е просто задача на секоја жена. Задача, од секогаш било и ќе биде, да биде негувана. Само сакав да кажам за едно моје чувство, бидејќи многу ме прашуваат, еве и Дуле Мичич е тука, он ми е другар од факултет и он ме натера да дојдам и најверојатно сакаше тоа да го слушнат, затоа што ме прашуваат како изгледам и што изгледам. Јас морам да кажам дека ништо посебно не правам. Значи, тоа будење кое се случува кај една жена, тоа е еден специјален процес кој се стварно први многу исцелува, ве прави среќни, ве прави задоволни, ве прави полетни, ве прави здрави. Најважно е да бидеме здрави. Замислете што би ние без нашето здравје ако се мачкаме само со бој ништо. Токму за тоа само сакав да кажам, Сузе. Темата беше колку ни е приоритет изглед. Приоритетот на секоја жена е приоритет, а на разбудената жена уште повеќе е приоритет, но сакам да кажам, не е тоа нешто што за кое што треба да страда. Тоа не е поврзано со болката во нас, колку сме убави, како не сме убави. Значи, затоа се многу важни сите сегменти. Ние зборуваме за една жена која што е да, точно така. Значи ние зборуваме за жени кои што се изградени, кои што се градат на патот на својот во животот и така. За оваа тема верувам дека можеме до недоглед да зборуваме со часови и со денови, затоа што е една неистрпна. Така, да. Бидејќи сме навистина многу куси со времето, мене брзо ми помина, се надевам и вас и на вас тука присутни, пребрзо. Навистина затоа што бевте искрени пред се во вашите одговори, навистина ми е драго што сте тука и го споделивте сето тоа со сите нас. Сега да не излезе дека само имаме убави жени во Македонија кои што се бават со јавни професии, имаме и мажи. Затоа сакам во продолжение да го видиме и колегата Дамјан Дренковски, кој што е добро познат на сите нас, водител, но ќе имаме едно видео јавување од него, тој е сега стюард, не знам колку сте запознаени, но ите да видиме што тој мисли за оваа тема. Моето име е се уште Дамјан Дренковски, салам алекум, како што би рекле овдека, како што би бил поздравот на арапски од Обединените Арапски Емирати. Кога ме повикаа да зборувам на оваа панел дискусија за убавината и здравјето, навистина не знаев дали сум вистинската личност. Но кога подобро размислив, бидејќи дојдов овдека пред отприлика 8 месеци, добив работа во авиоиндустријата и добив работа во филмската индустрија, на што сум го работел цел живот. Морам да ви кажам дека колку и да звучи клише, навистина е така. Првиот печаток
кај вашиот работодавец е навистина битен. Не треба да се грижите вашите алишта, вашата облека да биде прескапа, туку треба едноставно да знаете како да ја презентирате кај оној кој што треба да го земете и да го добиете, да го восприемите неговото внимание. Здравиот начин на живот, немам некоја посебна тајна за здрав начин на живот или како да останеме вечно млади, но дефинитивно големо внимание треба да посветите на здравиот сон и на долгиот сон, да не ви биде прекинуван во текот на ноќта, да можете да легнете, да отспиете добри 7 до 8 часа, да се разбудите наспани и да имате енергија, да бидете полни со енергија за новиот работен ден кој што ви престои. Луѓе, голем поздрав од Дубај, ве сака Дамјан Дренковски и се гледаме во некоја следна прилика во нашето и ваше Скопје, во нашата и моја Македонија. Дамјан, да, навистина му посакувам успех во оваа работа и во оваа. Ние се сомневаме, само како шејк нема да помине плаф, е многу така да ништо од тоа, нека не се надева. А како актер може, да. Ви благодарам, прекрасни мои дами. Време е да добиете подароци од организаторот, затоа што ги заслуживте, се разбира ни направивте чест што учествувавте на оваа конференција, што искрено одговоривте на сите прашања поврзани со вашето поимање за тоа колку убавината и изгледот се важни, а можете да останете со нас доколку сакате, еве повелете да учествувате во наградната игра, не знам дали оставивте ваши податоци? Или а зошто не учествуваат, смеат, кај наков смеат да учествуваат? Па ајде, они нека си пополнат. Нека си пополнат, зошто да не? А јас повели, Драгча? Имаме уште 20 организатори, ама не знаеме кај се. Да. Не, да има од тие... Добро, додека да најдеме ливчиња. Додека да најдеме ливчиња, јас ќе кажам какви награди ќе добијат оние најсреќните. Имено, студиото Секрет доделува 100 евра ваучер, значи некој ќе може да се негува и тоа така. Ваучер од 100 евра од студиото VIP и пакет производи вела од компанијата Raveks. Уште и пакет производи вина од винаријата Тиквеш и она награда за која добивме најсилни реакции затоа што се работи за диамант од компанијата Божиновски. Може ли аплауз? Ја чекаме награди. Па така е. Кратко, брзо, затоа што времето лета. Само име. Доста е така, јавните личности само со име се подпишуваат. Без презиме. Имаше една почитувана господја која што си даде подпис, нели си пиша наката без име и презиме, па се обидовме да растумачиме. Кога ќе биде готова куглата, треба некој да ги влече добитничките. И здогледав една прекрасна дама, Јасмина Убипарип, која што е уредничка, да знаете, на српското издание на Убавина и здравје, тука во Врвот. Така, Јасмина, вие ќе донесете среќа на некој од присутните. Јас не смеам да учествувам, затоа ги натарав моите колички да учествуваат, затоа што сум дел од овој настан. Да, така да, а не смееме ни така, ќе речат после местиме, никако. Прво, излекуваме ваучер од 100 евра од Студио Секрет. Ајде да видиме. И има уште една работа важна, ако не е присутен тој што ќе биде прочитан, се разбира дека наградата не оди кај него. Тина Вакменска. Не е тука, веднаш понатаму. Ова ќе биде тешка работа, имам искуство со ова, да. Едно по друго. Додека да го најдеме присутниот, Драгче ти заврши со... Ама тука е, влијаеш на среќата, имај на ум. Уште еднаш. Мара Акимовска. Мара Акимовска беше маркетинг директорката на Мерц, ама си замина ништо. Понатаму, ја издадов која е. Следно. Вера Андрејчин. И таа ја знам, и таа замина. Ништо. Тука е? Тука е? Вера, каде? Ајде, Верче.
Верче, браво! Верче добива ваучер од студиото Секрет, тоа беше првата награда. Таман за нова Да. година. Тоа беше првата награда. Сега следува ваучер од 100 евра од студиото VIP и само да прашам дали оди заедно со пакетот производи од Равекс или одвоено? Заедно. Добро. Еве го пакетот производи, а ваучерот е исто тука некаде. Видимо пакет за Danica Alačka. Danica Alačka Дуковска. Не е тука, викајте гласно, затоа што јас ја брзам работава. За тоа. Верче, за малце ќе ја земав наградата. Надица Миревска Поповска. Браво, Надица. Надица добива и ваучер од студиото VIP и пакет производи Равекс, ке си ја негува косата, затоа што за нега за лица не се секира, таа е од Галафар. Ето така. Аплауз. Следно, ајде да видиме кој ќе пие вино. Може да учества? Не. Добро, ништо. Ајде. Пакет производи од винарија Тиквеш. Весна Папазовска. Браво, Весна, ти завидувам. Да знаеш. Честитки за наградата, подарокот. Така. И сега, вие за сега ништо. Чека, ти си тука за среќа. Ајде да видиме јас што ќе направам. Следува диамантот од компанијата Божиновски. Да видиме. Ајде, мешај, Јасмина. Ајде. Имам и ја. Андриела Мирчевска. Ништо. Ајде пак. Ајде. Јована не. Стефан Јакимовски. Ништо. Трета среќа. Treća kaže... Јасмина Цветковска. Ништа. Идемо далje, што би рекла Јасмина. Ајде. Марика Кочовска. Ништо, за диамантот до смрт ќе влечеме. Влечеме понатаму, да. Овие наши, видите ги од вас страна. Ајде. Маја Салиу. Кој знае колку Маја има, кој ќе кажа Маја и сите, Салиу. До смрт. Дојди до мене, еве го дечкото од Божиновски. Ајде да видим дали има среќа он. Ема Триневска. Тука. Тука е, браво! Гледате, Давид дојде и одма... Ништо, јас за вас навивав, ама тоа е. Честитки, навистина, за сите добитнички, за сите спонзори, за сите учесници. Ви благодариме што бевте дел од ова убаво случување. Не заборавете конференција Профемина, прва регионална конференција за жени. Беше одлично и повелете на најдобрата водка моментално на пазарот. Нова е, со потписот на Путине, се вика Путинка. Ајде сите во фаје.